Тука сме да ја представиме мојата нова книга, мојот нов роман "Молчи со отворена уста", како 177 издание во едицијата Проаза на издавачката куќа Или. Ова е семенна, лична приказна, премолчена вистина. Личностите се реални и се градени и обликувани во рамките на едно општествено политички контекст. Единствен логичен начин за да се справам со тагата и со болката беше овој. 8 години по своето дебитантско книжевно дело "11 жени", за кој ја доби наградата Роман на годината во 2011 година, Снежана Младеновска-Ангелков го објавува својот втор роман "Молчи со отворена уста". И двете книги се слични по обем, кратки романи на 100 страници, а до некаде и по структура, зашто тие се куси, речиси, документарни парчиња од големиот филмски материјал на стварноста, исечени и измонтирани во една целина. Впрочем, монтажата е професијата со која авторката се занимава во својот друг творечки живот. Додека за овој роман самата во едно скорешно интервју вели дека е психомонодрама. Недостасуваше само уште еден дел во одслужувалката, а тоа беше досието за главниот актер во целиот овој роман. Тој е мојот дедо, Киро Симонов Младеновски Казан. Штом го добив досието, знаев дека приказната веќе може да се заокружи. Тоа досие е всушност централната точка околу која под различни агли орбитираат сите останати приказни, сите останати ликови, сите останати нарации во овој роман. Голи оток долго време беше дел од една, и еве го тој збор што постојано се провлекува, премолчена историја. Тој беше и во многу аспекти се уште табу тема, особено непријатна и несоодветна во однос на широко прифатеното сваќање за либералната природа на југословенскиот социјализам, наспроти онај на така наречениот источен блок, или во однос на она што сега често го нарекуваме југоносталгија. Авторката вели дека ова е роман за премолчената историја, семејната и личната, и стравот дека сеќавањата би можеле да избледнеат со годините, а никогаш не би требало да бидат заборавени. Соочувањето со минатото, неговото прифаќање и конечно неговото разбирање или обидот за неговото разбирање се подеднакво важни, ако не и поважни состојки, токму на тој личен и национален развој. Од една страна, затоа, оваа книга е посебна, бидејќи во македонската книжевност повторно ја отвора или се навраќа на голооточката тема, 10 години по објавувањето на писмата на Венко Марковски под наслов "Голи оток, островот на смртта". Од друга страна, на корицата на оваа книга стојат 3 глаголски именки: страдање, соочување, созревање, како своевидна сублимација на суштинските развојни процеси низ кои минала авторката при пишувањето. И затоа таа е посебна и на едно интимно ниво, како исцелителен процес. Ја знаеме вистината, не целосно, делумно, но барем малку ќе не успокои, евентуално да ни ги олесни живеачката и умирачката, вели авторката на крајот од романот, неодамна, во сегашноста, во која го осознала минатото и доволно созреала да ги пренапише своите младешки белешки. Романот ја опишува, анализира, дискутира темата на откривањето дека се она што го знаеме, како што вели нараторката, е само делумна вистина. Но важно е постојано да осознаваме барем нешто повеќе од она што претходно сме го знаеле. Во македонската книжевност "Молчи со отворена уста" е значаен роман. Значаен е, меѓу другото, затоа што е еден од ретките документаристички романи во македонската книжевност. Дополнителен придонес на овој роман е и тоа што воведува и новини во овој облик за напишување кај нас. Имено, во "Молчи со отворена уста" се релативизираат границите меѓу фикцијата и нефикцијата. Романот е заснова на вистинска приказна, во него се внесени записи од реални документи и досиеја, биографија, страници од весник, магнетоскопски запис. Но приказната е и писателски обликувана во структура која сите овие записи од реалноста ги става во контекст на семејниот живот, даден преку перспективата на неколку наративни гласови, а во чии рамки сите членови страдаат и созреваат, изложени на животните предизвици со кои се соочуваат. Фокализацијата е еден од елементите кои навистина воспоставуваат една особена атмосфера во овој роман.
Првиот дел го следи животот на централниот лик, пренесен преку гласот на еден сезнаен раскажувач, кој ги составил делчињата од посебни документи за да пресоздаде политички настани и да ги дополни со личните случувања во семејството, како и односот на централниот лик, поточно личност од реалноста со децата Младен, Александар и Радмила. Со брзо темпо, раскажувачот минува низ главните пунктови на растењето, оцелувањето, патувањата, настани кои се видливи и однадвор, не баре ги гледа некој оддалеку, од птичја перспектива. Во вториот дел, настаните се фокализираат низ јас раскажувачот, со што наративната камера како да зумира, односно одблиску прикажува спомени од детството, кои се многу полични во овој дел. Некои од нив, особено оние од раното детство, на кои најчесто не можеме да се сетиме, се искристализирани до детали, не баре се извлечени на површина онака како што се случиле преку сеќавање, потикнато од хипноза. Толку веродостојно изгледаат. Во третиот дел, раскажувањето е повторно фокализирано низ раскажувачот во прво лице. Но разликата со претходниот дел е сепак голема. Овде нараторката служи како еден вид на медиум, посредник, преку кој се откриваат настаните од минатото врзани за починатиот дедо Киро Симонов. Ставајќи ги досиејата во контекст на подоцнежната перспектива на оние луѓе кои се лично засегнати од нив, Снежана Младеновска-Ангелков создала документаристичко книжевно дело, кој ни дава увид во еден дел од идеологијата што доминираше на овие простори и некои од нивните последици. Молчи со отворена уста покажува и дека без оглед на тоа кој читател како го доживува минатото на Југославија или какво лично искуство има со тоа минато, важно е да не се молчи, туку да се зборува со отворена уста, а преку пишувањето може да се зборува дури и со затворена уста.